Почитувани спортисти, драги мои љубители на спортот, добро ни дојдовте во уште една специализирана емисија посветена токму на сите спортски активности, на се оно што е поврзано со настапите на нашите спортисти и спортски колективи, без разлика дали тоа е на општинско, на локално ниво, дали на регионално, државно и меѓународно ниво. Започнуваме веднаш, како што си имаме ние обичај тоа да го правиме. Првите информации, како и секогаш, ни доаѓаат од фудбалот. Прва македонска фудбалска лига, 14-то коло резултати. Тиквеш Башкими 3:0. Македонија Ѓорче Петров Силекс 1:2. Брера Вардар 0:2. Шкупи Пелистер, надпреварот не се одигра поради лошите временски услови, односно поради поплавениот терен, и ќе се одигра во вторник, колку што јас имам информација, тоест утре. Арсими ја изненади тоа непријатно Шкендија и славеше со 3:0, а денеска својот надпревар го играат Работнички и Струга. На табелата по 14 кола води Вардар 36 бода, Струга е втора со 32, но надпревар помалку овој со Работнички, Шкендија е трета со 30, Силекс има 28, 22 има Башкими, Арсими има 18, Брера 16, Тиквеш 15, Македонија Ѓорче Петров 14, Пелистер 11, Работнички 7 и Шкупи само 1 бод. Сега, ако рачунаме дека Шкупи и Пелистер може да одиграат интересен надпревар, ако слават Битолчани, с оглед на фактот што на некој начин се фаворити на хартија, ќе имаат 14 бода, нема да не прескокнат на табелата. Во вториот дел Работнички игра со Струга, ако Работнички изненади на домашен терен, и тој не може да не скокне на првенствената табела, така да Тиквеш останува на 8-та позиција по 14 кола. Во следното коло, Силекс дербито го игра со Арсими. Шкендија на домашен терен ќе бара рехабилитација против Работнички. Струга дома ќе го пречека Башкими. Пелистер во дербито на дното ќе игра со Македонија Ѓорче Петров. Вардар не би требало да има проблеми со Шкупи, а Тиквеш се очекува да одигра еден интересен надпревар. Гостуваме во Струмица на Брера. Со евентуална победа, не само што ќе скокнеме Брера, него ќе избегаме од она опасна зона, со оглед на фактот што до крајот на есенскиот дел не остануваат уште 2 кола. Ова со Брера наредниот викенд и потоа на 5 декември, 5 петок ми се чини, играме дома со Струга. Сега, пожелно би било и убаво би било да славиме против Брера во наредното коло. Тиквеш Башкими. Башкими собра 22 бода и што е најинтересно, 6 победи и 3 нерешени средби имаше Башкими, беше без пораз кога го смени тренерот. Што тренерот го смени затоа што човекот немал земено плата, си даде оставка, му е прифатија, беше сменет. Сега, очигледно, шушките веќе не шушкаат во Башкими, така да, она што Башкими го прикажа во Кавадаци не е она на кое што со кое што Башкими се здоби со еден епитет хит на првенството оваа сезона или изненадување пријатно на оваа сезона. Тиквеш од самиот почеток заигра онака како што сите посакуваме да игра.
Конечно некој да се сети дека имаме брзи фудбалери по бочните страни, лево Ивановски, десно Стојанов, и дека треба да ги искористиме. Тоа се случи на оваа средба. Досега имавме проблеми со средниот ред, немаше кој да ги рани овие двајца, меѓутоа си превзедоа тие се сами во своји раце, во своји нозе, па така Ивановски беше стрелец на првиот гол, а Стојанов беше стрелец на вториот гол. Потоа двајцата учествува во акцијата која што претходеше кога Рушто Јонос го постигна третиот гол. Имавме уште 6-7 зицери, чисти шанси за постигнување на гол, меѓутоа не успеавме да реализираме. Башкими имаше една единствена шанса, еден шут во голот, меѓутоа тогаш голманот Стефковски навистина на задачата стори нешто што навистина ретко се гледа, една убава парада со која што го спаси сопствениот гол. Втора македонска фудбалска лига. Во петокот се одигра 13-тото коло. Зошто во петок, ќе дознаете малку подоцна. Резултатите петочни: Осогово Вардар Неготино 5-1, Слога Виница Саса 2-6, Скопје Тетекс 2-1, Победа Кожув 0-1. Надпреварот Големо Конјари Охрид не се одигра заради поплавениот терен. Шкендија Рачиново Брегалница во дербито имаше све: турканици, боксови, клоци, понашки, чотек и голови. Славеше Брегалница 1-2, со што веќе ја направи интересна трката за врвот. И не држат сега никакви оправдувања од страна на домашната екипа, бидејќи овој провоцирал, оној провоцирал. Редарите што се на надпреварот се редари да спречат инциденти, а не да прават инциденти. Сепак инцидентот на надпреварот Шкендија Брегалница го направија редарите. Не е битно кој провоцирал. Да не се жалиме после. Се гледа на снимките кој удира, кој мава, кој клоца и така натаму. Многу убаво се гледа на снимките и тука нема сега, може само да се оградите, едноставно тие луѓе веќе да не се најдат на теренот, па дури ни покрај теренот. Беласица изненадена дома загуби од Новаци 0-1 и пак нешто се жалеа, плачеа и така натаму, и Детонит Плачковица Преспа 1-1. Кога ќе загубите, ферски, коректно е причината за поразот, прво да ја побарате во сопствените редови. Па после судиите и гостите. Тоа е многу спортски, многу фер. Табелата по 13 кола во втората лига, 32 бода има Шкендија Рачиново, 30 има Брегалница. Охрид има 27, но надпревар помалку со Големо Конјари, каде што охриджани се фаворити, па најверојатно и охриджани ќе имаат 30. Следува Скопје 26, Беласица 25, Новаци 23, Детонит Плачковица 21, Осогово и Кожув имаат по 20, Саса има 17, Тетекс 13, Преспа, Победа и Вардар Неготино имаат по 10 бода. Слога Виница 4, Големо Конјари 3. Веќе утре, вторник, се игра вонредно 14-то коло во втората македонска фудбалска лига. А двојките се Саса, Беласица. Интересен надпревар се очекува да одиграат Новаци и Шкендија Рачиново. Новаци е во форма. Дербито на Истокот го играат Штип против Кочани, Брегалница против Осогово. Тетекс го пречекува Кожув. Скопје треба да игра со Големо Конјари, Охрид со Детонит, Преспа во Ресен ќе игра со Слога Виница и во Неготино на Цај Арена Вардар Неготино го игра дербито на дното против Прилепска Победа. Двете екипи имаат само по 10 бода и се наоѓаат на оние опасни позиции, така да едноставно
Неготинчани, ако сакаат опстанок, мора на оваа средба да одат на победа. Потсетувам, воредното 14-то коло во втората лига се игра утре, вторник, па после имаме редовно коло и така натаму. Редовно за време на викенд. Трета македонска фудбалска лига, група ЮГ, 11-то коло. Росоман Млекар 2-1. Во дербито Венец Питогули 2-1. Башкими Дреново во дербито на дното 7-1. Ултрас Превалец 1-2. Тополка Младост 0-1. Влазними Јуниор Бучин 0-1. Борец Слога Лажани, знаете, Слога се откажа од надпреварувањето, Борец паузираше. Токму тоа што Борец паузираше го искористи Превалец, кој забележа победа на гостувањето во Прилепка и Ултрас и сега се први на табелата со 25 бода. 25 бода има и Борец, но послаба гол разлика. Превалец има 8 победи, 1 нерешен, 1 пораз. Борец има 8 победи, 1 нерешен, 1 пораз. Меѓутоа Превалец има 38 дадени, 7 примени, значи плюс 31, додека Борец има 33 дадени и 6 примени, што значи плюс 27. На третото место на табелата е Ултрас со 19 бодови. Росоман е четврти со 18. Питогули има 17, Венец, Дондисан 16, 15 има Младост од Кривогаштани. Влазним, и само да спомнам дека Венец има и надпревар помалку, надпреварот со Дреново. Оваа средба, знаете, беше одложена поради сообраќајната несреќа на неколку млади од Дреново. Влазними Јуниор има 13, Бучин има 12, Башкимија Волчиште 9, Тополка 8, Млекар 7, Дреново има само 1 бод и без бодови е Слога Лажани, која што фактички се откажа. Во следното коло, Росоман на домашен терен е фаворит против Влазними Јуниор. Дреново му гостува на Млекар, дерби на дното. Слога Лажани требаше да игра со Венец, значи Венец ке биде слободен. Питогули Ултрас, на некој начин дерби на колото. Превалец на домашен терен, апсолутен фаворит против Башкими. Интересно се очекува да биде на надпреварот Бучин Тополка и мини дерби ќе одиграат Младост, кој во Кривогаштани го пречекува Велешки Борец. Тоа е она што се однесува до фудбал. Ајде дојме сега со ракометот, 13-то коло. Алкалоид ГРК Тиквеш 33-24. Јас ќе речем, очекувам на некој начин пораз во дуелот на селекторите. Од една страна Кирил Лазаров, селектор на машката репрезентација, тренер на Алкалоид. Од друга страна Кристијан Грчевски, селектор на женската репрезентација, тренер на ГРК Тиквеш. Пролет Еврофарм Пелистар, очекувани 25-37, може би не толку убедливи, но очекувани. Вардар Еврофарм Пелистар 2, 34-24. Струга Охрид во Езерското дерби 23-29. Интересно беше во Куманово Прилеп 28-29. Кумановчани цело време воде, се до последните моменти, кога поранешниот играч на Куманово, Владан Кастратович, буквално во последната секунда постигне гол и победа за прилепчани. Бутело Радовиш, очекувани и убедливи 36-20. На табелата со максимални 26 бода води Вардар. Еврофарм Пелистар има 23, Охрид 21, Алкалоид 20. Сега во борба за петата, односно шестата позиција, Тиквеш е пети со 14, Бутел има 13, Еврофарм Пелистар 2 има 12, Прилеп има 10. Тинекс Пролет, односно само Пролет има 9, Струга и Куманово по 4, Радовише без бодови. Следното коло, следниот викенд. Еврофарм Пелистар Алкалоид. Дерби. Радовиш го пречекува Пролет, Прилеп
ќе игра со Бутел. Еврофарм Пелистер 2 би требало да одигра еден интересен натпревар со Куманово и повторно дерби во Охрид. Охрид Вардар. Значи Охрид Вардар и Еврофарм Пелистер Алкалоид. Тоа се двата дерби дуели на 4 водачки екипи. Тиквеш на домашен терен не би требало да има проблеми со Струга. Значи во наредното коло Тиквеш ја пречекува Струга дома и се очекува нова победа и ќе чекаат кикс на Бутел, да речеме, кој што гостува кај Прилеп. А Прилеп ќе биде осоколени по победата на гостувањето кај Куманово, така да се може да се случи. Да ви кажам неколку збора за средбата со Алкалоид. Одигравме квалитетно прво полувреме, бевме апсолутно рамноправен противник. Во самиот финиш домаќинот успеа да се одлепи и да замине на полувреме со минимална предност, ми се чини 14-13. Меѓутоа, во второто полувреме, кондиционо, џабе, сега се гледа дека кондиционите подготовки се нула. Апсолутна нула, не нула, него со апсолутна нула. Немаа сила кавадаречките ракометари за втори 30 минути. Лесно ги претрчува помладите фудбалери на Алкалоид, лесно ги сврла од тежиште, лесно создаваа шанси за гол, лесно поентира и заслужено загубија Кавадарчани 33-24. Значи, кондиционо подготвени нула. За психијата нема да зборам, бидејќи сите на некој начин сме малце во глава, така да од играч до играч зависи, нели? Кога сме кај кондиционата подготовка, ќе ви кажам нешто малку подоцна, но првен да завршам со ракометот. Овде нема да гледате табели резултати, меѓутоа ја само ќе нафрлам, бидејќи нема да бидеме фер спрема останатите ако не го направиме тоа. Машка ракомет на прва лига, 11-то коло, Партизан Гевгелија Вардар Неготино 31-36. Шампион Младост 16-43, Драчево Јуниор Јехона 40-29, Аеродром Кичево 51-21, Текстилец Мултиесенс 28-33 и Преспа Овче Поле 31-26. Младост е Богданци Младост е прва со 20 бода, Мултиесенс има 18, па следуваат Вардар Неготино и Драчево Јуниор со по 16. Понатаму Аеродром Македонија Ѓорче Петров, Текстилец и Ехона имаат по 10. 8 бода има Овче Поле, Партизан 7, Преспа 4, Шампион 2, Кичево само 1 бод. Во следното коло Вардар Неготино повторно гостува, има тешко гостување кај екипата на Мултиесенс. Вториот тим на Алкалоид на некој начин. А Младост, лидерот, ќе има, па би рекол, тешка задача, бидејќи во Богданци доаѓа незгодниот тим на Аеродром, кој исто така има високи аспирации оваа сезона. Така да се очекуваат интересни дуели. Девојките имаат репрезентативни обрски, па чисто информативно не ги играа редовните кола. Ја само ќе ви ги спомнам паровите за наредниот викенд, и тоа има неколку интересни дуели, особено во женската прва лига, Суперлига. Чаир го пречекува Ѓорче, а Кумано на домашен терен ќе игра со Металург. Спартак Вардар и Пелистер Астибо. Во оваа конкуренција Металург има 17, Чаир 16, Ѓорче 15. Во првата лига жени, Деспина Јехона, Ѓорче Петров 2 Атлетик и Шампион Овче Поле. Овде Атлетик е прв со 14 бода пред Ѓорче Петров 2, кој има 12 и Овче Поле кој има 10. Се селиме на кошарката. Машка кошаркарска Супер Лига. 8 коло. Тиквеш Голден Игл МЗТ 82-85. ТФТ Куманово 80-64.
Гостивар Пелистер. Со новиот тренер гостиварци ги изненади битолчани, 89-86 победа на Гостивар. Работнички пак непријатно изненадани, иако имаше убедлива предност, успеа да загуби од Феникс 67-71. И Чаир до нова победа дојде со пресврт, Чаир Маджари 83-79. Во Гевгелија очекувано, Кожув Ангели 89-59. Води ТФТ со 15 бодови пред Пелистер и МЗТ кои имаат по 14. Куманово и Кожув имаат по 13, Работнички 12, па следуваат Тиквеш, Маджари и Феникс по 11. Чаир и Гостивар имаат по 10, Ангели се последни со 9. И сега ќе ги замолам моите така наречени колеги од така наречени спортски медиуми, портали, Facebook страни и ред други работи, барем ширете точни информации, позитивни. Не е битно дали препишувате, дали вие пишувате, воопшто тоа не ме интересира, ме интересираат точните информации. Отворете, јавно ќе кажам, отворете goal.mk и отворете кај кошарка. Отворете табела и ќе видите на табелата МЗТ прв. Како може тоа? МЗТ мора да биде прв. Меѓутоа, очигледно, луѓето кои што ги водат тие бранши, не се упатени во тоа што се случува на терените. Значи, тоа што седите дома и гледате телевизија, гледате фудбал, англиско првенство, шпанско, германско, гледате Лига шампиони, Лига Европа, гледате Лига Европа во кошарка, гледате Лига шампиони ракомет, гледате што знам Формула 1, мототрки, карате, кикбокс. Тоа не значи дека имате поима од спорт. Значи, МЗТ му е одземена победата со Ангели поради административна грешка, пушти ја во игра играч кој што не беше во состав. И заради таа грешка на МЗТ дури не му се одзеде оној бод кој што треба да го добие за поразот. Знаете, во кошарката 2 бода победа, 1 бод пораз. Така се бодувањето во кошарката. Сега МЗТ не го доби тој бод, а воедно службено го загуби надпреварот со Ангели. И сега некој нека му се јаве на вие господата од goal.mk да му каже, грешка сте. Или понашки, јавно сте. Кога сме кај ова, морам и тоа да го споменам, па после ќе се надоврзам со кошарката. 90% од македонските медиуми навиваат за Барселона. Не знам зошто. Стварно не знам зошто. 90%. И упорно плукаат против Реал. Јас само ќе ги замолам властите фудбалски во Шпанија. Па дајте бре веќе еднаш излезете со официјално соопштение што стана со судијата што земаше подкуп од Барселона. Имавте аргументи, имавте докази, се беше спремно, меѓутоа му фушка сега на некој да ја казни Барселона за подкуп на судиите. Па му фушка, Шпанија е тоа, Барса е тоа, Реал е тоа. Тоа се големи клубови. Таму ќе казнат Елче, Гранада, Осасуна, Гетафе. Овие големите, тие бели мечки се заштитени со закон. Истото, морам да го споменам, истото се случува и на телевизиите, на овие спортските канали, утепуваат за Барселона. Значи, утепуваат. Луѓе, свестете се, нема навивање. Да, бидете локал патриота. Ако игра репрезентациите, бидете си патриота. Тоа никој не може да ви го забрани. Меѓутоа, кога играат две странски екипи, шо мене гајли ти за кој навиваш? И, веќе, ако навивате, секој коментар треба да биде одмерен, прецизен и точен. Не само да викате и да кажувате ваше мислење. Ја мислам дека го удри овој на Джуд Белингем топката во рака. Погледнете снимката сами, ја пуштате, видете, па кажи.
Беше, ама не беше рака, нема таков интензитет, нема никаква намера, нема... Да, не беше рака. И точка. Нема што да викате, оштетено е Елче, зошто? Затоа што јас сакам Барселона да биде прва. Ти ако сакаш, колку сакаш, сакај си. Сега, постојано ме кара, ги ругам вие најште, кога играат слабо. Добро. Јас нема да ги испофалам толку, меѓутоа сега ќе ги изругам другите. А ако го направам тоа, пак, кога ќе излезам од студиото, ќе ми речат, ама но тебе, студиите пак криви. Значи, тоа што може да го направи судија, кошаркарски, ракометен, фудбалски, не може никој да го направи. Во фудбал доволно е, ќе ви исклучи еден играч, пиши пропал. Ќе го испровоцира, самиот судија ќе го испровоцира играчот да направи лош старт или втор жолт и ќе го исклучи. Истото се случува во, во ракометот. 1, 2, 3 случувања, најдобриот ракометар во одбраната ќе ти го средат, ќе ти го исклучат и пријатно. Кога сме ние во напад, нема да ни судат ништо. Ќе земат безмал палки, ќе маваат по нас судиите, нема да досудат ништо. А на спротивната страна, кога ние браниме, а противникот напаѓа, доволно е да ја рецитираме азбуката и да викаме А, Е, О, У, одма се свират седмерци, пенали, исклучување и ред други работи. Исто е со кошарката. Во кошарката е па најлошо, а и најспецифично. Карикирам. Имате најдобар кошаркар на теренот. Стеван Глигориевич, тикваш гол да нига. Уште во првата четвртина ќе го свирнам 3-4 лично. И толку е. Сега зашто го кажувам ово? На вчерашниот направа помеѓу тикваш гол да нигал и мзата, тикваш многу лошо влезе во надпреварот. Значи, од самиот почеток мзата превзеде водство. Првиот период мзата го доби со резултат 15-28. 13 разлика. Вториот период мзата го доби со скор 18-21. Сега. Во третиот период, тамо некаде од средината на третиот период, конечно кавадаречките кошаркари како да се разбудија и периодот го добија со 27-18. Меѓутоа, минута и пол до крај, 4 разлика за мазата. Намаливме на 4, беше 6-17. И што се случува? Не даваат. Знаете како викаме? Не даваат. Мазата во напад, шутира, промашува, Бошалевски ја фаќа топката. Противничкиот кошаркар го удира по рака. Шлапа одекнува низ цела сала. Тие што слушнаа, тие што видоа раката на Бошалевски, видоа. Меѓутоа судиите не реагираат. Бошалевски остана чудо невиден, очекуваше да свирнат фаул, судиите не досудија ништо. Мзата повторно направи посебна топка, извади топка надвор на отворен шут за 3 поени и погоди ја. И наместо ние да тргнеме во намалување на тие 4 разлика, мзата во последните 10 влезе со 7 разлика. Океј. Последниот период се играше буквално кош за кош. Тие дади мзата, дади тикваш, дади мзата тројка, дади тикваш. Се играше кош за кош, се до последната минута кога нашите повторно притисна и во последните, што знам, 10-20 секунди имавме минус 3, 82-85. Мзата во напад промаши. Повторно топката кон Бошалевски и имаше еден старт врз Бошалевски, врз раката на Бошалевски. Пазете, ќе спомнам, врз раката на Бошалевски. Сите бара неспортска. Што е апсолутно издржливо, бидејќи еме во последните 10 секунди, беше па они од соседството, од северниот сосед викат погибелен. Значи, ептен.
понашки малце така измелезено, се вели старт за во затвор. Судиите ја гледаа снимката. И по прегледувањето на снимката идат и му викат на Бошалевски, нема старт за неспортска, те удрија само по рака. А Бошалевски со овие зборови му одговори што треба да ми ја скршат раката па да свирнеш неспортска. Дечкото беше целиот модар, значи тоа е надлактица и целиот изразан со вречички мраз, така да на некој начин така и го заврши на надпреворот, иако остана некаде околу 3 секунди до крајот на надпреворот. Бошалевски имаше само 2 слободни фрлања. Првото го промаши, иако договорот беше, ако го погоди првото, да намерно го промаши второто, да се обидат нашите со скок игра, бидејќи ги имавме и Андерсон и Глигориевич на теренот, да се обидат да фатат и да поентираат. Меѓутоа, Бошалевски го промаши првото, се обиде да изнуди освојување на топка при второто, значи буквално ја фрли само топката во таблата, се обиде тој да ја прифати топката, меѓутоа судиите му досудија во тој обид престап, нели додека топката не го допре обрачот, односно таблата, не сме играчот да ја помине линијата од слободни фрлања. МЗ-та во напад не се ни обидува да шутираат, направивме ни еден брз фаул, меѓутоа ништо од тоа, по тој фаул МЗ-та си ја собраа топката и победија 82-85. Ете така малце сликовито да ви покажам што всушност се случува. Самите сме си криви, тука нема никакви дилеми. Еве зошто сме самите криви. Лук Андерсон имаше 10 поени, но 6 скока. Шут од поле 2 од 8. Новото име, Джаванте Хокинс, нова средба постигна 17 поени. И тоа имаше 7 од 15 шут од поле. Петар Бошалевски постигна 19 поени. Добро, тоа имаше над 60% реализација, 7 од 11. Крис Дис, средбата ја заврши само со 3 поени, а имаше реализација од поле 1 од 7. Глигориевич имаше 12 поени, но и тој имаше над 70% реализација. Од останатите, Тоше Златев одигра нешто повеќе од 7 минути, 0 од 2 имаше реализација. Илија Мирков заврши со 6 поени, одигра 14 минути, имаше реализација 3 од 4. И Благој Димитриев, исто така беше солиден на теренот, 15 поени за 25 минути игра со 87% реализација. Меѓутоа, за 3 поени, Андерсон 0 од 3, Хокинс 3 од 9, Бошалевски 2 од 4, Дис 0 од 5, Глигориевич 0 од 1, Тоша Златев 0 од 1, Димитриев имаше 1 од 2, или ако сакате вкупно 6 од 25. На спротивната страна 9 од 23. Сега, 12 од 17 слободни фрлања погодија МЗ-та, ние погодивме 12 од 21. Ние имавме 23 скока, МЗ-та имаше 30. И нема да зборам сега изгубени топки, технички грешки и такви ти работи. Не сакаше шутот, иако на моменти добив печаток деки премногу форсираме со тој шут, меѓутоа кога не оди, не оди. Ете, Джаванте Хокинс знаеше да погоди тројка, после 3 пати промашуваше, па пак ќе погодеше тројка, па пак 3 пати ќе промашуваше и така натаму и така натаму. Инаку станува збор за апсолутно солиден кошаркар кој што многу може да им помогне на нашите момци во борба за влез во плейофот, ако јас така можам да кажам. Сега,
Од машката, само да спомнам, не знам дали кажав, за следно коло Маџари Гостивар. Пелистер ТФ-та го играат дербито. Феникс Чаир, Ангели Работнички, МЗ-та го пречекува незгодниот Кожув, а Тиквеш ќе му гостува на амбициозниот тим на Куманово. Ево женската кошарка, пето коло. Пробаскет Крива Паланка 59-82. Вардар го изненади шампионот Баскет Кам, славеше со 52-45. Спорт тим во Неготино ја забележа првата победа во елитата сезонова, 57-50 славеа неготинченки против Делчевски Патриот. И Бадел на крај очекувано го совлада МЗ-та со резултат 70-60. Ева како изгледа табелата: Паланка, Бадел, Крива Паланка и Баскет Кам се на врвот, следуваат Бадел и Вардар, а тука е и екипата на Про Баскет, е во долниот дел на табелата се Спорт тим, МЗ-та и Патриот. Кога сме кај женската кошарка, ќе кажам неколку збора и за девојките, со на фактот што навистина имаме солиден состав. Американката Томас изостана нејзина реализација, постигна само 9 поени, иако имаше 10 скока. Најефикасна во родовите на Про Баскет на домашен терен беше Милица Јовановиќ со само 12 поени. И затоа не прашувајте зошто толку загубија девојките. Аргументите се тие, бројките никогаш не лажат. Статистиката е таа и вели немаме реализација. Првата четвртина 10-14 за Паланка. Втората 20-24 за Паланка. Значи 30 против 38. 8 позитива имаше Паланка на полувреме. Третиот период заврши со резултат 16-18. И во последните 10 минути Паланка влезе со скоро од -10. Меѓутоа тогаш американките во редовите на Крива Паланка уфрлија во пета брзина и не сгазија. Паднавме кондиционо, бевме очајни, психолошки не издржавме притисок и немавме што да бараме. Пример 1, Михаела Алексовска постигна 25 поени. Михаела Алексовска е репрезентативка, иако според мене многу преценета, не малку, него многу преценета. Зошто го велам ова? Замислете, има 6 од 14 обиди за 3 поени. Или шут од поле има 9 од 20. И наместо да го искористиме ние тоа, ние самите се даваме. Значи, Михаела Алексовска постигна 25 поени, американката Пул постигна 23, другата американка Грин постигна 18. 3 кошаркарки двоцифрени и тоа рече се сите 3 во просек 20 и кусор. Кај Про Баскет Милица Јовановиќ 12, единствена двоцифрена. Затоа нашите девојки загубија. Меѓутоа, шанси за поправен секогаш има, долга е нивата, има уште многу надпревари, така да очекуваме дека нашите девојки доправа ќе не радуваат со убавите вести. Во следното коло Спорт тим му гостува на МЗ-та, додека Про Баскет ќе има тешко гостување кај Вардар. И сега мене ме радува тоа што во родовите на Про Баскет има многу млади кошаркарки, кои чието време доправа доаѓа, но тренерот Атанасе Димов им дава шанси и тие навистина знаат да си ги искористат нивните 5 минути. Карикирам на сето тоа. Бранкица Мегленова одигра 8,5 минути, постигна 6 поени и имаше 100% реализација. 3 од 3. Душица Мицева одигра 14,5 минути
и заврши како втор скокач во екипата зад Кейтлин Томас со 6 скока на надпревар. Мада сега со статистиката нема да зборам точно, неточно, правилно, неправилно, така да забележувам дека Цеца Спасова поиграла 4 минути, имала реализација 2 од 3, 5 поени. Лиле Ѓорѓиева одиграла 25,5 минути, со 7 поени завршила, 3 од 7 реализација. Богоевска 1 од 2 реализација. Тоа се значи се оние млади сили кои што доправа доаѓаат и доправа треба да покажат што знаат и што умеат. Да направиме рекапитулар. Утре, вторник, второлигашите го играат во родното 14-то коло. Втора македонска фудбалска лига, 14-то коло. Во Неготино, Вардар, победа, 13 часот, победа Прилеп. Тиквеш, за време на викендот, фудбалерите гостуваат во Струмица на Брера. Кошаркарките на Про Баскет гостуваат на Вардар. Кошаркарите на Тиквеш играм, наредниот викенд говорам, гостуваат на Куманово. Единствен домашен настан за сите вас, Ракомет, ГРК Тиквеш, Струга. Убава покана за љубителите на спортот. Нема да имате многу спортски збиднувања во градот, така да искористете го слободното време и дојдете да ги бодрите нашите ракометари во обидот да стигнат до уште една победа и да ги задржат оние места што водат во плейофот. Ето толку, драги мои. Јас во име на спортската редакција на КТВ телевизија ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што не проследивте и ќе ви закажам повторна средба за 7 дена во тогаш 1100-то поред издание на емисијата Спортот со Мики. Останете им во добро здравје, во добро мисла, се гледаме на спортските терени. Thank you.